под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во седмата епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Во денешната епизода зборуваме за една тема која што реално им прави многу паника на жените, која ќе го видат резултатот, меѓутоа не секогаш тоа значи крај на патот. Зборуваме за антимилеријан, антимолеријан, антимилеров хормон, кој што е показател за тоа колку имаме оваријална резерва на јајцеклетки кај нас. Доктор Марија, да започнеме? Да започнеме, Марија. Ме интересира едно нешто. Само едно? Да, за почеток. Колку пати неделно доаѓа жена кај вас во ординација со солзи во очите и со резултати во рака од АМХ испитување и буквално безнадежна? Значи, колку често се случува тоа? Реално во ординација не, но во пораки... Во пораки, во ДМ. Во ДМ секојдневно, значи секојдневно. Жени кои што постојано имаат, значи дефинитивно ниски оваријални резерви или ниски вредности на самиот антимолеријан хормон. Колку пати во тие случаи резултатот е на вистина крај? Зависи. Значи, во поголем дел од случаевите дефинитивно не е крај. Во поголем дел. Но никогаш антимолеријан хормон не треба да го гледаме како еден изолиран маркер. Секогаш треба да го гледаме во контекст со многу дополнителни работи. За да решиме, значи, каде се наоѓа таа пациентка, што можеме да направиме во врска со незината состојба, но никогаш сами изолира. И токму тоа, доктор Марија, е причината за оваа епизода. Ајде да почнеме од основата. Во една реченица, што е АМХ и од каде доаѓа? Односно, што е антимолеров хормон? Станува збор за еден хормон кој што се лачи од гранулозните клетки на оние мали фоликули кои што зреат во самите јајници. И реално, значи, затоа што доаѓа од овие преантрални и антрални фоликули за кои што ги именуваме на овој начин, значи во голема степен ни покажуваат каква е нашата оваријална резерва, реално. Сега, значи, во никој случај, дека многу често, значи, можеме да имаме ниска оваријална резерва или ниска вредност на самиот антимолеријан хормон, но постои разлика помеѓу ниска и ниска, првото нешто, и постои многу голема разлика, кој што реков, никогаш не го гледаме сам изолирано, секогаш го гледаме во контекст со дополнителни маркери. Кога е најдобро да се испитува АМХ? Како маркер? Не од типот на хормони кој што е задолжително да кажеме да биде испитан на трети ден. Може да биде, не варира во текот на цикусот, значи вариациите му се многу минимални, можам да кажам, така да може лесно да биде испитан во кој да е дел или во кој да е ден од текот на самиот циклус. АМХ ни ја кажува точната количина на јајцеклетки, така? Не може да ни каже дали имаме 5, 10 или 15 од преостанати јајцеклетки, но би рекла дека ни дава добра представа, значи, за тоа дали ни е намалена самата резерва, дали, значи, имаме уште малку, но не може да каже со сигурност дали можеме да останеме бремени, дали имаме овулација, дали или пак кога ќе настапи самата менопауза, би рекла. Затоа што имаме реално жени со многу низок антимолеријан хормон, но без да го гледаме во контекст со дополнителни хормони. Значи нема како да знаеме ниту во однос на бременост, ниту во однос на менопауза, значи самиот антимолеријан хормон не кажува сам по себе, значи ништо. Освен дека имаме, значи, намалена резерва која што ќе не упати за тоа дали треба малку да планираме стратешки, дали треба малку да побрзаме со целото време, дали треба малку да ги планираме работите, значи колку што се може побрзо, би рекла на никаков начин, и да не чекаме премногу долго време. Јасно. Можеме да кажеме ете дека ни покажуваат дали колкава ни е резервата на јајцеклетки, меѓутоа не ни кажува апсолутно ништо во однос на квалитет. И сметам дека една од најголемите заблуди кога станува збор за антимолеријан хормон е точно ова. Значи, постои антимолеријан хормон е маркер за квантитет.
а не за квалитет. Помеѓу двете постоја огромна разлика. И она што јас предпочитаме, кога одиме со некоја пациентка за забременост, подобро да имам една квалитетна јајцеклетка, отколку да имам 10 неквалитетни јајцеклетки. И супер антимулеријан хормон, ајде да речем. Значи, затоа што вие можете да имате добар антимулеријан хормон, но доколку квалитетот на јајцеклетките не е добар, Бадијала е. значи дефинитивно не е нешто што сакате. Особено со самата возраст. Значи, затоа што со самата возраст квалитетот на самите јајцеклетки опаѓа, постојат и многу други фактори кои што го намалуваат квалитетот на самите јајцеклетки. Но би рекла кај жените особено кои што имаат низок антимулеријан хормон, да не бидат толку загрижени во однос на вредноста, макар што пак ќе се нагласам дека постои разлика ниско и ниско. Мислам дека можеби ќе зборуваме за Да, ниско. ќе спрваме понатаму тоа сега. Но сепак, значи многу е поважно да добијат, независно дали ќе одат со некаква процедура, дали ќе биде инвитро, дали ќе пробат по природен пат. Овде пак го ја гледаме целата широка слика, значи каква е возраста на самата пациентка, дали има дополнителни фактори, каков е спермограмот, значи дали имаме нешто дополнително, каков е бројот на антрални фоликули. Значи ја гледаме целата слика во зависност од тоа ги решаваме што да правиме понатаму и како со каква стратегија да одиме. Така да, она што го предпочитам е, пак ќе се повторам, да имам подобро и на квалитетна јајцеклетка, отколку 10 неквалитетни. Дали можеме да кажеме дека самиот АМХ варира во, не знам, одредена фаза на самиот циклус? Па не, значи реков дека е релативно Не е стабилен, зависи. да дека постои лесна биолошка варијација, би рекла, и лабораториска, можеби, варијација, и ќе видиме некои лесни варијации, но нема да видиме варијација, реално да имаме антимулеријан хормон 0.2 и да го видиме во друга лабораторија двојка, да кажеме, примерно. Значи, лесни варијации, да, може да има. Но тоа нема да бидат драстични варијации. А во однос, например, дали ќе имаме варијација ако жената, пациентката, односно, прима контрацептивна терапија? Да, возможно е. Значи, може да биде супресиран бројот на самата резерва, кое што кај дел од девојките може да биде вратена по пристанок на самата хормонска терапија, зависи и од самата хормонска терапија. Значи, сега, кој е едно од најчестите сценарија, знаеш ли, Маријана, што гледам многу често? Многу често една жена тргнува, не може да остане бремена. Започнува со процедури, да кажеме, со инвитро. Има направено 5 инвитро, да кажеме. Но стартува со добар антимулеријан хормон. Да кажеме, просечно давам со со двојка, да кажеме, или со 1,5, да кажеме. До крајот на петото инвитро, таа девојка е веќе со 0,2. Зошто? Затоа што при секоја стимулација доаѓа до ослободување на поголем број на јајцеклетки вообичаено, поради што имаме после 5 инвитра имаме драстично намалување на резервата на самите јајцеклетки. И ова е местото каде што сметам дека многу од жените се наоѓаат кои што имаат правено повеќекратно, значи интервенции, неуспешни интервенции за жал, затоа што не е целта да ја направиш самата интервенција. Затоа ја гледаме целата слика. Значи, кога одиме за бременост со жена со низок антимулеријан хормон, и независно дали е, значи, за антимулеријан хормон, ги гледаме сите дополнителни фактори кои што влијаат со цел, не дај Боже, значи, да ризикуваме, да ја пуштиме во процес, нека биде тоа инвитро, и дополнително да го намалиме самиот антимулеријан хормон. Неопходно е да се види целата слика. Задолжително. Кај мене е задолжително. Во вашиот начин на работа. Да. Кажете ми, која бројка е референтна, значи ниско, и зошто таа бројка само по себе не значи баш многу, без контекст? Која бројка е ниска? Значи, она што стандардно се смета дека под единица се смета за ниско. Но јас никогаш не одам по оние, би рекла,
Не сакам да бидам многу строга со оние ајде 0,9 имаме или 0,8 имаме низок антимулеријан хормон. Се разбира дека многу фактори влијаат овде. Значи, дали таа, да кажеме, 0,8 е вредност на 44 годишна жена или е на 25 годишна жена? Дали дополнително имаме автоимунни фактори или автоимуни болести кои што дополнително можат да влијаат на самата оваријална резерва, дали имаме инсулинска резистенција која што дополнително може да влијае на самата резерва, значи ја гледаме возраста на самата пациентка, дали има ендометриоза или посебно ендометриом кој што дополнително влијае на останатото ткиво каде што се наоѓаат преостанатите фоликули, може да доведе до намалување на самата оваријална резерва, дали имаме хируршки интервенции на самиот овариум со цел да се биде извадена онаа оваријална циста или така наречена чоколадна циста, која што дефинитивно ќе доведе до намалување на самиот антимулеријан хормон, особено ако станува збор за агресивна хируршка интервенција, би рекла. Така да секогаш мора да ја гледаме широката слика. Во однос на ултразвук и тоа дали може некако да го поврземе, значи АМХ со ултразвукот, односно со гинеколошки преглед, што гледате од тој ултразвук? Задолжително. Зошто? Значи, она што сакам да го видам, кога имаме низок антимулеријан хормон, задолжително го сакам да го видам бројот на антрални фоликули. Ова се првичните фоликули кои што се создаваат, потоа од кои што еден од нив ќе стане доминантен, но сакам да го видам, значи, бројот на антралните фоликули. Не е исто една жена да има ниско ниво на антимулеријан хормон, но едновремено да има 10 антрални фоликули и едновремено да нема антрални фоликули или да има 2-3 антрални фоликули. Така да дефинитивно го гледам, би рекла, заедно со антралните фоликули кои што ќе ми дадат многу појасна представа што во реалност се случува. Вистина или мит? Жена со антимулеријан хормон 0,4 Добро. може да има подобар одговор на стимулација, да речеме, отколку жена за инвитро. Добро. Отколку жена со антимулеријан хормонот 2. Зависи. Од? Зависи, можно е, ретко е, но доколку станува збор, можно е доколку, да кажеме, би рекла доколку станува збор за многу млада девојка која што има редовна овулација, која што има редовни менструални циклуси, продни туби, се наред и дефинитивно, значи, може да даде подобар одговор на самата хормонска терапија. Но, пак би рекла, треба да се земат во предвид сите фактори, сите делчиња на службовалката, за да видиме, значи, што треба да направиме и со која стратегија да одиме. Ги спомнавте предходно во однос на возраста, нели, АМХ зависи од возраста, дали имаме ендометриоза, значи циста, дали имаме предходни операции или интервенции правено, не знам, автоимуни состојби во позадина и слично. Сакам да ги разглобиме малку подетално овие. Да почнеме со возраста. На која возраст АМХ почнува значајно да паѓа? Не би рекла значајно, но би рекла дека после 30-та година, значи, веќе гледаме тренд на опаѓање на самиот антимулеријан хормон, што е сосема нормална појава, се разбира. Значи, жената во својот репродуктивен период има ограничен број на јајци клетки. Сега, но, она што го забележувам како тренд е во последно време, поради голема епидемија на автоимуни заболувања, на ендометриози, на некакви интервенции, имаме драстично намалување на антимулеријан хормон на многу порана возраст. Значи, не е како на времето каде што би рекла дека една многу лесно, да кажеме, 45 годишна, 50 годишна жена би можела да роди, значи во голем дел од случаевите веќе 25 годишни девојки се
поради дадени состојби, како што реков, значи голема епидемија, да кажеме од автоимуни заболувања, не мора да биде Хашимото, не е едно автоимуно заболување. Или многу честа појава на ендометриоми. Значи, дефинитивно го намалува бројот на ја намалува самата оваријална резерва. Дали за возраста сметате дека тоа е, например, ајде да речеме линеарен процес или може да варира некогаш? Пример да дојде, не знам, 48 годишна жена, пример, значи доаѓа 48 годишна жена со испитан АМХ со резултат 0,2. Добре. За 3 месеци повторно испитува, резултатот да биде 0,6. Може. Може, значи лесно, сега пак ќе кажам, значи ние можеме да делуваме лесно на самиот антимулириен хормон, да се разбереме, не можеме да ја вратиме биологијата со 10 години нанасад. Тоест, не можеме од 0,2 да постигнеме антимулириен хормон двојка. Но, доколку ги видиме сите странични работи, кои што водат до намалување на самите резерви, и кога ќе ги решиме страничните работи, да, значи вообичаено што се случува, гледаме подобрување на самиот антимулириен хормон, макар што тоа подобрување нема да биде она драстично подобрување, не може да изиграе многу голема улога, би рекла. Зошто, кажете ми, ендометриозата директно удире на оваријалната резерва? Најчесто ова ќе биде ендометриум. Или така познатата, значи, народно да кажеме, чоколадна циста. Чоколадна циста. Да. Значи, работата е што таа ствара или создава воспаление на околното ткиво околу неа. Значи, не е единствено локализирано самото воспаление во самата циста, туку и на околното ткиво на кое што влијае на од преостанатите јајце клетки. И ова е начинот на кој што, значи, прави дополнително оксидативен стрес на самите јајце клетки и може да доведе до намалување. Значи, ова е начинот на кој што влијае на намалувањето на самиот, би рекла, на самата оваријална резерва, и сметам дека овде треба многу внимателно да биде направена преценка дали треба истата да биде отстранета или да не биде отстранета. Затоа што овде знаат многу грешки да бидат направени. Тоа значи дека и ако се нафатиме на операција, на истата, се обидуваме за бременост, може да биде буквално самоубиство. Зависи од случајот, но дефинитивно треба многу добро да се прецени. Затоа што реално, нека да дадам, сметам дека за гледачите ќе биде полесно доколку дадам точни примери за да ме разберат. Да земеме дека две девојки, јас си како ги викам, Ана и Јана. Ана и Јана, да. Ана, да речеме дека е 25 годишна девојка со редовна овулација, со редовен циклус, со продни туби, се и уредно, добар спермограм и сите останати работи, антимулириен хормон, ајде двојка да кажеме, или 2,5 да кажеме. Пример. Да земеме оваа 25 годишна девојка и има ендометриум. И да земеме една 40 годишна девојка со антимулириен хормон, ајде да кажеме 0,4. Пак се е проблем. Пак останатите работи се во ред, да кажеме. Ајде да кажеме дека дури спермограмот е во ред. Што ќе се случи? Кај 25 годишната девојка, кога ќе направиме дефинитивно, значи во овој случај интервенцијата или отстранувањето на самиот ендометриум може да изиграе позитивна улога, дадека ќе доведе до намалување на антимулириен хормон, но ќе доведе, да кажеме, ќе се симне до, ајде да кажеме, до 1,5, што е релативно пак добра вредност. Но кај жена 40 годишна, каде што е на крајот на својот репродуктивен период, каде што имаме сосема намалена оваријална резерва, да ризикуваме со операција или со отстранување на ендометријална циста е чисто самоубиство, според мен. И тоа треба да се знае, реално колку повеќе се информираат во тој аспект сега, да, ако не е за бременост, нели, окей, треба да се отстрани, да се среди, значи, причината зошто се појавуваат тие цисти, за да не се појави повторно и да не подлегнат под
хируршки интервенции повторно и повторно, меѓутоа кога станува збор за бременност и тоа како треба да се внимава стратешки да се одија, да ќе кажам. Но, значи, овде правиме буквално стратегија. Значи, си играме малку на стратези и, значи, мораме да ја направиме оваа стратегија. Значи, мора да знаеме што е прво, што е второ, што е трето. Затоа што во овие случаи, каде што имаме ниска резерва, значи, ние немаме реално многу време за чекање. Имаме многу ограничено време за чекање, каде што реално треба да ја направиме вистинската стратегија за многу краток временски период. Спомнавте претходно на хируршки интервенции дека влијаат на самата резерва. Дефинитивно. Кој тип на хируршки интервенции прават најмногу штета? Особено доколку биде, значи, би ги нарекла агресивни хируршки интервенции, каде што ќе биде отстрането и дел од здравото ткиво на самиот овариум, дефинитивно е нешто што ќе доведе до намалување на самата резерва. Значи, не сакаме да имаме и тоа. Дали е правена еднаш, дали е правена два пати, затоа што голем дел од гледачките знаат, кои што се соочуваат со ендометриални цисти или со ендометриоза, знаат дека по отстранување на истата, таа се повтара. Дали не е време да се запрашате зошто се повтара? Време е. Време е. Време е, само колку ете, се надевам дека искрено ќе се запрашаат и ќе ги земат работите во своји раце малку. Спомнавте автоимуни состојби. Да. Ќе ја земам Хашимото како проблематика која што вие блиска, работите, најчесто е дополнително, значи што сега втора жена се соочува со проблем некаков со тироидната. Како самото Хашимото влијае? Кој е механизмот, значи на кој начин влијае на самиот АМХ? Значи, Хашимото е автоимуно заболување, каде што имаме едно хронично, системско, ниско степено воспаление, кое што воопшто заедно, значи, влијае и на самиот антимулеријан хормон и воопшто, значи, на целата репродукција и на сите репродуктивни хормони, особено доколку не е контролиран. Не можам да кажам дека сите жени по автоматизам со Хашимото ќе имаат ниско ниво на антимулеријан хормон, дефинитивно не е случај, но постојат дефинитивно и многу жени со Хашимото, каде што, особено каде што имаме активен автоимунен процес, каде што имаме воспаление, кое што води дефинитивно до намалување на самиот антимулеријан хормон, и ова е важечко за сите автоимуни состојби. Во однос на навиките, кои навики најчесто влијаат на намалување на секојдневни реалната резерва? Па да, секојдневни. Пушењето. Една, би рекла дека е една од најголемите фактори. Оно што не го покажуваат научните студии, значи во однос на самото пушење, е дефинитивно дека кај жени кои што пушат имаме побрзо оваријално старење, значи и дефинитивно имаме по-ниско ниво на антимулеријан хормон. Не сметам никогаш дека е изолирано, затоа што самиот антимулеријан хормон или неговото ниско ниво никогаш не е причина на една работа, никогаш. Секогаш е комбинација од неколку работи, но дефинитивно во однос на навиките најголема улога има пушењето. Сега, дали преостанати работи и фактори имаат улога, имаат во помала степен би рекла, но од тип на хронично недоспивање, од тип на екстремни физички, зборуваме екстремни физички активности, од тип на многу рестриктивни диети, каде што многу често знаат да се стават самите пациентки. Се ова оди против нивните хормони. Така да, ова се дополнителни фактори кои што можат да влијаат на некаков начин не во стресот исто така, но не би рекла дека наеднаш ќе земат и ќе го спуштат самиот антимулеријан хормон, но со текот на времето то дефинитивно ќе направат проблем. Кои дефицити најчесто ги гледате кај жени со ниско ниво на АМХ? Витамин Д, број 1. Значи, не може. Воопшто, значи, за која проблематика да разговараме, сметам дека нема жена
која што ќе отиде да испита витамин D, која што не суплементира, да се разбереме, која што нема да биде дефицитарна на витамин D. Така да витамин D и она што го проверувам дефинитивно дополнително е железен панел, B12, фолат, стандардни, значи стандардни дефицити кои што ги проверувам. Сакам да ми кажете дали постои врска помеѓу изложеноста на токсини и на ендокрини дисруптори со самата оваријална резерва. Би рекла дека во последните години научните истражувања, значи оно што се подкрепуваме се научните истражувања. Научните истражувања прават голема асоциација помеѓу изложеноста на ендокрините дисруптори и помеѓу намалувањето на самата оваријална резерва. Не би рекла се уште не сум до тој степен каде што би рекла дека ендокрините дисруптори се единствениот ваш виновник да имате ниска оваријална резерва. Дефинитивно не, но она што го сакаме кај жена со ниска оваријална резерва дефинитивно да биде да ја редуцираме изложеноста на хемикали задолжително и на ендокрини дисруптори кога одиме значи за постигнување на самата бременост. Тоа сме го зборували и во претходната сезона, колку што се сеќавам. Кога иде за бременост, значи сакаме да ја намалиме изложеност. Не само жената, туку генерално како пара. И мажот, затоа што самите ендокрини дисруптори дефинитивно знаат да влијаат и на самиот маж и на неговиот спермограм. На неговата ДНК фрагментација, на неговите хормони. На се. Тоа не им покажано многу пати во... Колку пати во пракса, знаеш? Во пракса, да. Претходната епизода правевме 3 сценарија. Пак ќе одиме со 3 Така сценарија. да се 3 ми се многу интересни, за вас не знам. Ајде да решаваме случаеви. Да, значи типична слика и еден прв чекор. Логичен прв чекор за сценариото. Прво сценарио. Што си измислила Жена. сега? Баш да видам. Значи жена 32 години, АМХ 0,8, уште не планира бременост, но се исплашила од резултатот. Прв чекор за оваа жена кој би бил? Сега. Значи, не планира. Уште не планира. Уште не планира бременост. Но што е важно, значи, важно е дали таа жена има партнер или нема партнер со кој што планира за рок од 2 години да стане мајка. Значи, ова може, самиот резултат веднаш да ја промени перцепцијата за тоа, значи, дали ќе сака да стане мајка или дали ќе сака малку да побрза во самиот процес, каде што ќе биде нагласено дека нема премногу преостанато време, може да ја смени перцепцијата. Но доколку зборуваме за 32 годишна девојка со ниска, ајде 0,8 леме рече, 0,8. Истата нема партнер и не знае, значи кога може да се случи, но сака во иднина да се оствари, како мајка би рекла, и сака да создаде потомство, она што ќе го кажаме дека треба да се фокусира на тоа да создаде максимално добри и квалитетни јајце клетки и да се размислува за замрзнување на истите. Не е целта само да отидете, гледате ниско АМХ и да отидете, значи, да кажеме, да ги замрзнете самите јајце клетки, затоа што антимулеријан хормон е нисок. Што? Доколку вашите јајце клетки се неквалитетни, што замрзнувате ви? Реално, значи, кога веќе одиме со процедура на замрзнување на јајце клетки, нели ги замрзнуваме за воиднина да бидеме, да имаме некаква сигурност дека ќе се оствариме како мајки. Да. Што значи дека треба да ги направиме во квалитетни во доволна степен и потоа да ги замрзнеме. За да не завршат работа, нормално. За Во подготвено воиднина, дали тело. ќе биде тоа после 10 години, после 5 години, значи, реално да изиграат некаква улога. Не е целта само ајде ќе замрзнуваме клетки и готово ајде. Колку да се истара целата процедура. Може би од тој аспект не се запознаани толку многу. И не се информирани и дури и сметам дека ова е лично мое мислење, значи сметам дека не ни размислуваат на толку длабок начин за да онака да им текне дека ете
што замрзнувам јас, што ако тоа не е квалитетно, дали со сигурност тој процес на замрзнување мене ми гарантира дека во иднина ќе се оплоди таа јајцеклетка и дека ќе се износи тоа бебе. Не размислуваат така. Верувам дека тоа е поради, сакам да верувам дека е поради недостатокот на информации, искрено. Ќе останам Не мора да го дискутираме, не мора да го дискутираме, ова е дефинитивно не сме чисто како коментар. Не сметам дека е само до некаква степен е и недостаток на информација, но до некаква степен е и давање на лоша информација. Апсолутно и тоа може да се земе предвид. Но сметам дека секоја возрастна жена која што е доволно паметна и која што на денешно време имаме дигитализација на целиот свет, може многу лесно да дојде до некакви информации. Независно што ја кажам. Да се разбереме, тоа не значи дека жените треба да седнат и да гуглаат, значи затоа што постојат и многу неточни информации на интернет. Истата приказка. Мора да се филтрираат, да. Значи мора да се филтрира што е точно, од каде доаѓа изворот, значи што не е точно. Сега нема да земе пациентка да чита научни студии, се разбира. Но би сметам дека кога се работи за ваков случај, ајде вака да се сметам. Јас да сум лично, да не сум медицинско лице, да кажеме, и кај мене да се случи истава ситуација, ќе го преобрнам светот. Значи нема да оставам затоа што ми било кажано, ајде да замрзнеме јајцеклетки, нема да тргнам да замрзнуваме јајцеклетки. Пред да ја дознам и најмалата ситница во однос на замрзнувањето на самите јајцеклетки, во однос на самиот процес, во однос на што се е важно за замрзнувањето на самите јајцеклетки. Да, ама ети, например, ако земеме од друга страна, начинот на кој што им е кажана таа информација може да предизвика до толку паника кај самите пациенти, што буквално не размислуваат за тоа да се информираат подлабоко, туку едноставно ова е логичното решение, ќе го правам и тоа е тоа. Ако сакам да бидам мајка. За жал. За жал. Одиме со второто сценарио, ако може. Жена со 30, односно жена на 36 годишна возраст, АМХ 0,6, активно се обидува за бебе 12 месеци, меѓутоа без резултат. Кој би бил прв логичен чекор кај неа? 36 годишна. Да. 0,6. 0,6. И една година се обидува неуспешно. Да. Дефинитивно брза проценка, значи испитуваме се што е потребно. Значи, сите оние дополнителни работи кои што ги зборувам. Значи, ги испитуваме дефицитите, испитуваме метаболички статус, испитуваме инсулинска резистенција, дали има автоимуно заболување, дали во минатото, значи целата историја, дали е имала некакви дополнителни проблеми здравствени, дали имаме генетика, значи ги зимаме сите фактори и креираме, значи максимално што е најдобро за неа во незиниот случај. Во секој случај, оно што го препорачувам е задолжително, дури да се да кажеме, може во овој случај да биде најдобро процедура од типот на инвитро. Но, се разбира дали имаме машки фактор, дали немаме машки фактор, дали треба да го но во секој случај, оно што го препорачувам е оптимизација. Пред што и да тргнат, значи, затоа што на жена со 0,6 и со 0,5 и со 0,4 антимулеријан хормон, кога ќе направиш инвитро, а имаш дополнителни уште 2-3 проблематики кои што ќе пречат, независно дали е на квалитетна јајцеклетка, создавање на квалитетен ембрион или пак ќе пречат на самата имплантација, што си направил? Доаѓаш до степен каде што ти стигнуваат пораки, докторки, имам антимулеријан хормон 0,01. Дали можам да последната беше 0,0156, не знам, така нешто. Колку се, значи, една или две ли се, знаеш? Многу се. Со оваа проблематика, со ваков вид на проблеми, ваков фактор имаме реално многу. Каква е историјата на таа жена што е со 0,01, значи, антимулеријан хормон? Да, историјата Овде е моментот кој што мене ме фрустрира.
Третото сценарио. Не ти требало да ги правиш овие сценарија, Марија. Третото сценарио Ајде. докторке е девојка од 28 години. Нема проблем со автоимуни заболувања, нема проблем со, не знам, полицистични јајници, се е окей. АМХ 0,3 и случајно го направила при рутинска проверка кај гинеколог. Што би препорачале како прв чекор кај неа? Да и се објасни многу добро на таа девојка, значи, затоа што кажуваш дека нема полицистични јајници. Да, нема ништо. Значи, самите полицистични јајници, реално, во голем дел од случаевите ќе резултираат со висок антимулеријан хормон, поради тоа што имаме отсуство на овулација, значи ќе резултира со поголема оваријална резерва. Но автоимуните заболувања, значи, доколку нема автоимуно заболување, сакаме да ги видиме и останатите работи. Значи, дали евентуално имаме, значи, одредени дефицити, значи, и исто така да видиме, би рекла, метаболика и дополнителни работи, и да ја објасниме на таа девојка дека сепак можеби и нема толку време за чекање. Значи, дека доколку имаме, значи, треба да се направи прооднос на туби, треба да се направат одредени испитувања и доколку се е во ред, значи, е време. Дали се обидуваше за бременост? Не, ништо. Не се обидува. Не. Значи, треба да ја укажеме на тоа дека времето за зачнување можеби и е ограничено. Нема ли да сугерирате на тоа да се повтори тој АМХ? Доколку ја третирам, да. Ако не се третира, сметате дека Но не. сепак, гледај, Маријана, дури и да третираме, значи, ние не можеме волшебно, со магично стапче да направиме од колку рече вредноста на девојката? 0,3 апсолутно, јас го 0,3, разбирам тој аспект, да, од не 0,3 можеме не можеме двојка да добиеме. Добиеме двојка. Да. Дај ќе го покачиме до 0,6. Но не можеме, но сепак и ова представува, значи, нешто, доколку видиме дека повторно резултатот е низок. Значи, кај таа девојка се сомневаме, значи, за оваријална инсуфициенција, значи, нешто што треба да се укаже. Сега, дали ќе планира бременост или ќе планира замрзнување на јајцеклетки, овде останува, значи, Одлука на самата одлука пациентка. на самиот пар, би рекла, или на пациентка доколку нема партнер. Одиме сега со друг вид на прашање. Сакам да ми кажете, постојано сме зборувале во претходни епизоди колку што ме држи сеќавањето за коензим Коензим 10. 10 Добро, и квалитетот на јајцеклетката. добро. Можеме ли да го поврзаме со квалитетот на АМХ? Коензим 10, значи, е еден од суплементите каде што дефинитивно го давам кај жени со намалена оваријална резерва и дефинитивно кај жени кај кои што пак особено имаме би рекла се повозрастни жени, ајде да речем. Значи, коензим 10 влијае на митохондријално ниво и дефинитивно, значи, би рекла на некаков начин има антиоксидантно својство, значи ги ослободува самите радикали и на тој начин повеќе би рекла дека влијае на квалитетот на самата јајцеклетка отколку на самиот квантитет. Значи, дадека го даваме, но не е магично стапче кое што ќе окрене, значи, не постои магично стапче кое што и да направите, не постои магично стапче кое што ќе барем за сега во медицината, да се разбереме, медицината напредува со брзина на светлината, да. Значи, до сега не е познато нешто кое што придонесува до драстично подобрување на оваријалната резерва. Доколку биде откриено за неколку години, прекрасно. Ќе биде револуција. Почнавме со суплементите, се надоврзам понатаму да продолжам. Миоиноситол, дали се дава ете? Не ми е задолжителен кај жени со ниска оваријална резерва. Добро, супер, омега 3? Дали врши некаква улога тука? Да, би го дала како адјувант, би рекла, или како подкрепа за намалување, особено на воспаление, и особено доколку, не дај Боже, значи имам ендометриом или некои дополнителни работи, каде што сакам да го намалам самиот инфламаторен товар, или пак доколку имам инсулинска резистенција, доколку имам некакви автоимуни заболувања, да, вообичаено оди.
Сега ќе ме мразите за ова што ќе го кажам. Зошто да те мразам? 3 задолжителни суплементи. Леле. Значи, три- не можеш ли да се откажеш од навиката да ми ставаш ограничување во однос на прашањата? 3, За жал. 5, 2. Не, за жал, затоа што ако не ставам ограничување, значи потпаѓаме под ризик епизодите да траат 5 часа. Како си? Како се иде. Затоа, 3 суплементи За? задолжителни што се. Значи, ваша тешка артилерија. 3 суплементи задолжителни за жена со ниско АМХ која што се обидува за бременост. Витамин Д. Коензим 10. Добра? И овде би ставила во зависност од возраста, во зависност од многу други фактори, значи од многу други фактори, нешто што се нарекува ДХ, кој што не е суплемент, кој што треба да се зема на своја рака. Сакам многу јасно да се изразам по однос на ова прашање, затоа што во дадени случаи може да изиграе сосема обратна улога. Наместо позитивна може да изиграе многу погрешна улога. Тоест, доколку го земеш и го дадеш на девојка која што има покачено ниво на андрогени хормони, ДХ-та, значи, придонесува до дополнително покачување на андрогени хормони. Доколку го дадеш на девојка која што, не дај Боже, има дополнителни проблеми со ендометриоза и никакви други дополнителни проблеми, значи, може да се влоши самиот проблем. Така да ДХ е многу стратешки суплемент, но доколку го изиграеме кај правилниот или кај правилната пациентка, би рекла. Никогаш го немам споменуват, но во овој случај да. Во овој случај доколку ситуацијата и случајот на самата пациентка ни го дозволува ова нешто, овде може да биде една од оние тешки што ги велиме артилерии. Тешки артилерии. Во однос на исхраната. Задолжително, значи, прашаме зашто и да е задолжително. Исхрана задолжителна. Кои тете 3 принципи за исхраната имаат најмногу смисла? Кај ниска оверијална резерва. 3 принципи. Ограничувам. Добро. Доволен внес на протеин. Доволен внес на протеин, масти и растителни влакна. Добро. Здрави масти, меѓу другото. Значи, повеќе фокус на антиинфламаторна исхрана. Значи, каде што секој оброк ќе биде, значи, со доволна количина на протеин, масти од типот на маслиново масло, на авокадо, на јатки, многу зеленчук, дефинитивно, и во некој случај никакви рестриктивни диети. За физичка активност? Како вид на физичка активност? Умерен. Значи, секогаш сакам умерен интензитет за физичка активност. Многу пати имам зборувано дека физичката активност е прекрасна, да, но кога одиме за бебе, сакаме умерена физичка активност. Затоа што самата физичка активност само по себе представува акутен стрес за самото тело. Значи, пак ќе речам, мора да ги земеме и останатите фактори. Не сакаме дополнително да го стресираме телото кога се обидуваме активно за бременост. Да, сакаме физичка активност која што ќе биде со умерено темпо, каде што можеби ќе имаме сакаш да ти кажам точно каков тип на физичка активност или? Може да. Ќе им биде од полза. Дефинитивно најмногу предпочитам да биде тоа со тежини или со сопствено тело, со тежина на сопствено тело или со тежини, реално. 2 до 3 пати седмично, со не превисок интензитет. Дефинитивно не предпочитам нешто од типот на многу висок интензитет или на хит. Препорачувам пилатес, йога, значи сите овие се прекрасни. Или од типот на брзо пешачење. Но, дефинитивно, она што го велиме вижбање со тежини, за мене е број. И сега, пак треба да ја видиме пациентката. Значи, може кај неа повеќе да одговара од тип на йога, нешто што многу повеќе ќе ја релаксира
доколку станува збор за профил кој што е високо стресиран профил, каде што, да не забораваме, при високо стресиран профил, репродукцијата во голем дел од случаевите се гаси. Значи, сакаме таа жена дефинитивно, значи да ја намали максимално или да го редуцира самиот стрес. Така да во овој случај можеби она што ќе претпочитаме или ќе забранам, доколку тоа е претходно била редовно активна, физички активна девојка, значи може да ја пренасочам кон полесни физички активности, би рекла. Во периодот во кој што се обидуваме за забременување. Да, за да биде максимално смирена. Да. Многу жени слушаат сега и си велат, добро, окей, ги знам информациите, слушам нешто ново, значи се уште сепак не знам кој е мојот следен чекор. Ајде да позборуваме малку за тоа како вие работите кога станува збор за ниска оваријална резерва. Кога се јавува жена која што има низок АМХ, кој е вашиот прв чекор? Односно, што правите прво на стартот? Доколку почнеме да работиме заедно или? Да, Сите потребни анализи. прво испитување. Прво испитување, значи сакаме да видиме. Покрај тоа што знаеме дека таа девојка веќе имаме информации, значи ги собираме сите информации, првото нешто ги собираме сите информации, историја, болести, фамилиарна, да кажеме генетика, дали има дополнителни некакви во текот на животот, значи случаи да кажеме, и заедно со сите дополнителни неопходни за мене. За мене е неопходни, значи испитување. Ќе бидат тоа дефицити, ќе биде тоа испитување на инсулинска резистенција, сакаме да го видиме тироидниот статус, значи сакаме да сме запознаети со дополнителни доколку треба маркери, значи во однос на воспаление и така натаму. Но дефинитивно прво ја сложувам, ја правиме од тип на антрални фоликули, значи каде што задолжително. Сакаме можеби ќе ја натерам да направи фоликулометрија за да видиме дали со сигурност имаме овулација или немаме овулација. Значи, првото нешто е собирање на целата слика. И во зависност од добиените резултати, значи веќе креирање на онаа стратегија за која што зборува. А по кој критериум одлучувате дали имате реални шанси за резултат или не? Од сите од целата информација Од целата слика? Од целата слика. Значи Секогаш заедно со зборот ми беше дека ги чекате и испитувањата вообичаено, да се направат, па го анализирате целиот случај, тука веќе имате одлука. Дали можеме да успееме или не можеме? Каде што паралелно оди и да не забораваме, паралелно оди и сопругот. Затоа што да, може жената да има ниска оваријална резерва. Но на крајот од денот да не забораваме дека еден ембрион е биологија на двајца. Каде што сперматозоидот играе подеднаква улога колку и самата јајцеклетка. Апсолутно, тоа го повторуваме повеќе пати веќе и сметам дека и треба да им биде јасно. Сметам дека мажите треба малку да ја подигнат својата свест. Да. Или да го погазат конечно своето его. Да, затоа што дел од нив сметам дека се должи на его. Значи каде што не сакаат да признаат. Знаеш, многу често тоа ќе бидат повеќе, знаеш кои мажи? Оние мажи кои што се фит мажи, кои што постојано се на здрава исхрана, кои што на здрава ќе ставам во наводници на здрава исхрана, значи мажи кои што постојано се во теретана, физички активни, земат главно се на протеинска исхрана, значи внимаваат во однос на исхраната, но најверојатно не внимаваат во однос на намирниците кои што ги купуваат од продавница, или во однос на протеините кои што ги користат, или во однос на аминокиселините кои што ги се користат, затоа што содржат дополнително уште илјадници инфламаторни намирници кои што можат да влијат на самата сперматогенеза. Најверојатно тоа не го земаат во предвид, каде што многу е жално да земе и да се обвинува самата партнерка дека таа е причината за да не може да настапи една бременост. Независно, значи, да, сега зборуваме за ниска оваријална резерва, но општо за бременост, значи, сакам да ја подигнам свеста на мажите, значи, не е ништо срамно, не е ништо, не представува намалување на самото его, доколку се утврди дека имаме проблем, значи, кај самиот маж. Затоа што навистина има страшна епидемија, значи, со
лоши спермограми, ДНК фрагментации на буквално на 20, 30 до 40 годишна возраст мажи. Сакам, значи, малку да направат шифт, што го велиме, значи, на начинот на размислување. Дека да, и покрај тоа што се храни нормално, и покрај тоа што секој ден е во теретана, да, постои можност и постојат дополнителни фактори кои што влијат и можат да влијат на неговиот спермограм. Потребно е тоа. Иако можеби се на некоја еднаква бранова должина, ајде да кажам, еднакви сте по процент мажите кои што не им представува проблем, кои што ти, например, ќе бидат доволно свесни од типот на, не знам, да се нафатат, да испитуваат, да прават спермограм, значи едноставно заради тоа што сакаат да се бидат мирни. Сметам дека се поделени, да. Поделени се, и тука е она што кажавте претходно, например, за жените, достапот до информации, може да прочитаат, може да се едуцираат, може да прочитаат и на тоа дека, не знам, имаме проблем реален, кој што исто тој проблем не е страшно да го имаат и тие. Воопшто не е страшно и најдоброто од се што е толку што може да се реши. Да, коригабилно е. Да, и во случајот во кој што се реши, значи во да кажеме, еден спонтан аборт или повеќе спонтани абортуси можат да бидат во резултат, многу често ќе биде во резултат на мутации, да кажеме, но многу често може да биде во резултат на висока ДНК фрагментација кај мажот. На секундата на кој што ќе го средиме ова нешто, значи, таа двојка, доколку зборуваме, доколку ова е причината, таа двојка ќе се оствари, значи, ќе се остварат како родители. За жал сметам дека и овде не се доволно запознаати. Знаеш колку често не стигнуваат пораки од типот ДНК фрагментација. Што е ДНК фрагментација? Кој досега никој не натерал да направиме ДНК фрагментација. Ќе кажам нешто. Кажи, Маријана, да чуем. Вчера имавме случај кога се јави една пациентка која што праша за подготовка за бремено, значи ја кажа нејзината повозрастна е меѓу другото, значи ја кажа нејзината возраст, супер се. АМХ исто така солидно за таа возраст, не можеме да кажеме дека е ниско, значи солидно за таа возраст. Меѓутоа 8-7 години уствари наназад се обидува за бебе, има неуспешни процедури и досега никој не спомнал, никој не побарал од партнерот да се направи нешто плюс освен спермограм. А спермограмот бил нормален. Значи, што значи нормален спермограм? Нормален, докторке нормозооспермија, тоа значи нормален спермограм. Колку пати имаме видено? Зошто секоја пациентка ја тераме да ги препрати нормалните резултати? Затоа што никогаш до сега не се случило тие нормални резултати да бидат нормални. Да. Тоа е факт. Значи, колку пати? И колку пати спермограмот, кој што е нормален, го гледаме дека не е нормален? Да, многу пати. Многу пати сум свесна за тоа, меѓутоа зборот ми беше дека жената која што се јави прв пат слушнала кај нас во епизода на подкаст дека бараме други испитувања, да. Нешто плюс освен спермограм. Да. И беше онака, зошто тоа никој не ми го кажал мене. Јас ли треба сама да си дознавам работи? Не, значи таа не е доктор, да се разбиреме, не на работа да... Апсолутно. Да. Јас само реков дека пристапот на детектирање на машкиот фактор е различен. Значи, некои имаат, не знам, некои го имаат правилниот пристап, некои го имаат погрешниот пристап, кој што ќе резултира со тоа да немаме успех во процедурата, ништо да не се случува со години и години, со обиди, значи неуспешно да биде тоа се и на крајот да прегориме. Значи жената буквално да прегори и оваријална резерва и не знам хормони да се изместат и да влезе во перименопауза, во менопауза и да не испадне ништо. Мене таа точка ме фрустрира,
Значи, кога заради тој аспект на луѓето што не сакаат да се информираат прво и основно, или, како што реков, земајки го предвид и фактот дека се даваат погрешни информации, се случува, значи сведоци сме на тоа, мене ме фрустрира фактот што ќе испуштат, например, млади девојки кои што треба да бидат репродуктивни, значи уште следните 15 години, ќе ги испуштат на многу млада возраст, за да не можат да се, не знам, во најлошо сценарио, значи да не можат да се реализираат како родители. Тој факт ме фрустрира. Праши мене колку ме фрустрира. Мислам дека ќе го оставам тоа прашање за следна епизода. Некоја од следните епизоди. Затоа што не, мора да се искажам овде. Значи, Не ве прекинувам тогаш. Кога на една жена ти ќе кажеш не можеш да станеш мајка, или да кажеме веќе минати се процедури и веќе нема на каде, или се упорно прават упорни процедури, но од тип веќе нема што да правите, не можеш да кажеш мајка, и најлошата реченица што една жена може да ја чуе. Лично испитано на своја кожа, каде што ми се има срушено цел свет, каде што ова е нешто што нема да го кријам, воопшто нема да го кријам. И затоа сум страшно транспарентна со моите пациентки, затоа што сметам дека бременоста и постигнувањето на бременоста, но различен ми е пристапот и ми представува голема слабост. Кога ќе седне пред мене една од најавторитетните професорки во Бугарија и ќе ми мртва ладна, ќе ми каже ти никогаш нема да станеш мајка. Знаеш што е? Ти се срушува цел свет. Значи, буквално, каде што паѓаш во една депресија, но овде е онај момент каде што, јас пак ќе речам, значи, паѓаш во депресија и сите останати работи. Но знаеш како? И овде е моментот колку си инает, или ова е добар инает, би го рекол. Значи, каде што кога се исправив на нози, реков, ајде да видиме. И пресвртницата е тука, предпоставува. Очигледно. Макар што желбата беше барем едно жилско дете да биде, нека ми се Никогаш живи и не е здрави. доцна. Не, доволно, значи затоа сега помагам на останатите пациентки, доволни се три машки деца, со мажот 4 што велиме, значи доволни се да се живи и здрави. Значи, женски инат планина може да струши буквално. Треба да биде многу упорна. Значи, и јас секогаш велам, не постои нешто кога една жена ќе го засрта и кога ќе тргне по одговори, независно зашто станува збор. Но доколку не се откаже, нема нешто што не може да го постигне. Но треба да тргне и да биде доволно свесна. Овде е проблем. Да, психолошкиот дел тука е многу моќен и многу важен. Меѓу другото, да се свесни дека може би некаде на крајот од патот има некое скршнување или евентуално некоја раскрсница по која што ќе може да тргнат. Доктор Марија, порака. Последна порака за крај на епизодата, за жени кои што имаат ниско АМХ или евентуално виделе наводно дека е ниско, па паничат. Значи на жени што можам да им кажам? Ниското ниво на оваријална резерва не ви е судбина. Не ви кажува дали ќе се остварите како мајки. Ова е едната работа. И втората работа која што сакам да ја кажам. Доколку имате ниска оваријална резерва, немојте веднаш да трчате и да правите процедури предходно да ги имате решено сите проблеми кои што
можат да предизвикат проблем по време на самата процедура, затоа што не се адресирани истите и да доведат до неуспешна интервенција, која што ќе резултира со уште поголемо намалување на самата варијална резерва. Тоест, сакате да бидете убедени дека претходно имате оптимизирано се и вие, и вашиот сопруг, и каде што тргнувате во еден процес, може да биде по природен начин, може да биде инвитро, многу зависи од целиот случај, значи да се разбереме. Не можам тука да одам општо, значи, но сакате да бидете сигурни дека сте ги оптимизирале работите пред да се внесете во каков и да е процес. И дефинитивно, уште еднаш ќе се повторам. АМХ не е вашата судбина и не покажува дали ќе бидете некогаш мајка или не. Нека ова остане како моја крајна порака, затоа што сметам дека голем дел од жените со ниска варијална резерва се многу загрижени, пак ќе речам, значи постои ниска и ниска, но од тип на, јас би рекла се што е 0.1 и нагоре. Добро е. Има надеж. Кај нас е... Има надеж. Кај нас е дефинитивно. Лесно. Остварливо ќе го кажам. Ајде нека да го кажеме остварливо. Остварливо, дали лесно или по потешкиот пат, сепак важно е на крајот да се остварат онака како што. Значи, затоа што реално во дадени случај јас ќе видам таа што ќе сугерира и ќе инсистира, значи, да биде направена интервенција. Кај дадена, да кажеме, кај даден случај. Затоа што сметам дека е подобриот избор. Сте кажале и претходно, сепак не сте против тие интервенции. Не сум против, но сум против им да влезеш во процедура каде што претходно не е решено се. Затоа што го знам исходот од тој инвитро. Сум го видела милион пати досега. Значи, ова е тоа мене што ме фрустрира. Да. Ние отидовме со последната порака меѓу другото, но докторката не може да се смири во однос на фрустрацијата од ова нешто. Значи, не сакам пациентка да ми влезе во процедура неподготвена, без да бидат адресирани сите причини, вклучувајќи и машки фактор, вклучувајќи и цела средина, значи, и квалитет на јајцеклетки, што од тоа? За да биде уште поредното неуспешно инвитро? Да. И на крајот да заврши, речи си, без резерви, каде што ќе треба да оди со донорски јајцеклетки. Со донорски јајцеклетки. И тука е лошото, мислам лошото. Не е лошо. Никој не сака. Сметам дека не сака. Секоја жена сака, се разбира, Сака незините свој, гени, да. свој гени. Не сум против. Не сум против и не сметам дека е мајка она што е генетски мајка. Да. Значи, сметам дека е повеќе начин на менталитет, особено нашиот балкански менталитет, значи каде што од тип на донорски јајцеклетки кои што, да кажеме, во самата Европа е сосема нормална работа. И сурогатството е сосема нормална работа, да кажеме. Апсолутно. Но не сметам дека е проблем, но знам дека голем дел од самите жени, значи дефинитивно е емотивна и болна тема. Може би кај нив не е толку голем проблем колку што е една пречка на која што се сопнуваат, затоа што им треба така малку подолг временски период дури да ја сварат таа информација. Но немаат време. Да, зборот ми беше, например, ако се случи она да дојде до прегорување до скроз намалена оваријална резерва, да биде единствената опција донорски јајцеклетки, она што го размислуваат, барем од моја гледна точка, како, не знам, личност која што премислува се и ги прави сите можни сценарија, размислувањето би било... Ке се нафатиш ти? Еве, јас те прашувам. Секогаш ти ме прашуваш. Свич, нека да направиме свич. Да. Дали ти би се нафатила, доколку си во ситуација, да тоа ти е единствената опција да се оствариш како мајка, дали би одела со донорски јајцеклетки? Би одела, ама ќе ми треба некој месец или некој период дури да ја сварам информацијата. Можеш да едно прашање? Ајде. Доколку единствена опција е да одиш со донорски, ајде да кажеме, со донорски сперматозоиди.
Дали тоа ќе го направиш? Само, гледаш, значи ти си многу добра во прашањата. Знаеш, такви прашања да ми поставиш кои што можат многу често да ми изводат, да кажеме, од контакт. Да. Но, ајде сега малку јас тебе да те прашам. Тука веќе е ова дискутабилно. Дискутабилно. Што е до мене? Што е до тебе? мене? Мислам, да. Би одела. Што до твојот сопруг? Исто така сметам дека да. Иако пак ќе кажам, треба да се нели разговара. Имам стигма, имам пречка. И знам дека е наметнато. Мислам, наметнато, типот на наметнато од општеството, тоа што го кажавте, менталитет, значи, и нема да ми биде сеедно, и сметам дека као се фаќам сега, дека окей ми е јасно, со донорски јајце клетки, не ми е окей со донор, значи спермограм. Виде? Не сум сперматозоид. Која е логиката? Знаеш како? И тоа го имаме сите. Една епизода треба да се свичнеме. Да се свичнеме Може. и јас да почнам да ти поставувам прашање. Се Затоа што- фаќам со траумите. Ама да видиш, да седнам од онаа страна на столот кога ќе почнам да те прашам Следната да видиш. епизода. Не, за крај на сезона можеме да направиме една таква епизода, да видите мој начин на гледање на работите. Може да ми тестирате колку добар доктор можам да станам во наредниот живот. Во кој нареден живот? Јас морам Пред значи- некој ден објавив едно стори, не паблик, туку на close friends, го објавив сторито од типот на дека до толку многу хормонски статуси спермограми до сега имам изанализирано и пречитано што во овој живот Зошто го ја видено? не знам, сте го пропуштиле. Затоа во што не овој се живот Во Во овој живот немам време кога да си реализирам да станам доктор, ама во следниот живот сигурно ќе се запишам Значи, не. медицина. Оно што сметам дека веќе толку време сме заедно и затоа што првично покрај тебе поминуваат самите резултати. Значи, веќе до толку си ги научила сите оние патерни и сите оние нормални анализи, каде што веќе ти знаеш каде што ни велат нормални се анализите, окей, се окей, и каде што на секундата каде што ги праќаат и која е твојата реакција е? Како може да и каже на девојката дека се е во ред? Значи веќе голем дел од работите си толку многу повеќе запознаета со извинение од дел од колегите во однос, да кажеме, на дадени испитувања, што сметам дека и во резултат, не, реално, значи, знаеш колкав е обемот, да. Јас за секој нешто велам, за да бидеш добар во својата работа е потребно многу практика. Многу практика и едноставно да се интересираш со сите тие. Значи, јас никогаш не би се нафатила, не знам, да се замарам со прегледување на хормони или да знам што значи овој хормон со оној хормон, ако јас не сум го имала проблемот. Прво и основно, да тргнам од таму. Ама не треба тоа да биде причината. Мислам, тоа треба да биде поттикот да сакаме да се надградуваме и да сакаме да истражуваме подлабоко, да копаме. За да најдеме одговори на дадени прашања кои што ни измачуваат. Или на некој даден проблем кој што не можеме да го реализираме. Ова е начинот на кој ти размислуваш. Се надевам дека повеќето ќе почнат да размислуваат на овој начин. Јас се надевам, значи Затоа што вреди, на крајот од денот вреди. Го правиме нештото за нас, не го правиме, не знам, за комшиката или за тетката од доле од улицата. Зошто е овој подкаст, Маријана? За таа цел. Со таа цел. Знаеш дека е направена со таа цел. Да. За да разберат и жените, значи и мажите, нека да не ги исклучуваме, да разберат дека постои нешто пошироко и дека треба малку, можеби, малку подлабоко да копаат. Апсолутно. Доктор Марија, фала ви многу Исто, Марија. за убавиот разговор. Убави работи кажавте. Не, можеби не толку симпатични, толку пријатни, меѓутоа голи вистини, ајде ќе ги кажам. Од мене не можеш ни да... Ако доволно ме познаваш, така да... Да, искреноста пред се. Да. И транспарентност. Транспарентност. Нормално. Кај мене.
секогаш е на право место. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Благодариме што бевте дел од 7-та епизода од втората сезона на подкастот Под површината со доктор Марија. Да напоменам дека подкастот е спонзориран од vitamini.mk, извор на клинички испитани, докажани додатоци во исхраната. Со вас се гледаме во следната епизода, а доколку имате некоја блиска пријателка, жена, познаничка, ајде да кажеме, другарка, која што се соочува со оваа проблематика и со ниската оверијална резерва, споделете епизодата, може ќе се најдете и ќе бидете од помош. Се гледаме во следната епизода.